Драги мои почитувани гледачи, повторно во живо од студиото на Сител 3, Јади Бурек. Одиме со весниците да видиме што донесуваат на насловните страници. Паметните телефони ќе ги заменат платежните картички е главната тема на Нова Македонија. Во моментот кога ни се распаѓа безбедносниот систем заради политичката пропаганда во предизборието, Нова Македонија одлучува дека паметните телефони ќе ги заменат платежните картички, нешто што и онака го знаеме веќе со години наназад. Има ли сепак законско решение за шеската? Топлики тендери се новите случаи на СЈО. И толку од Нова Македонија на насловната страна. Да видиме дали за актуелностите има нешто повеќе. Малце повеќе на втора страна, но ништо сензационално и спектакуларно. Со еден смирен тон Нова Македонија ги пренесува работите повеќе како репортажи. Четирите главни страни се во суштина, дури и шестата страна е за паметните телефони, па Црна Гора, стотици граѓани без парно и не платиле сметки за струја. Трамп не кажува дали ќе ги признае изборите. Колумни, Нома ТВ, фестивал за сексуалноста во алтернативниот југословенски филм, огласи и така. И крај. Вест. Скопје ќе добие модерен клинички центар. Знаете кој го дрочеше министерот за ова? Јас. Ама и знаете дека требаше ова да биде негдека од јули месец. Но не е виновно ни државата, ни министерството, ниту он. Имаше една задршка од меѓународните организации. Зошто? Заради политичката ситуација во Македонија беше пододложено се во ова. Здравствениот систем, ова требаше да почне уште пред година дена да се гради, но благодарејќи на некои политички фактори во земјава кои се обидуваат да ја уназадат, еве барем во овој сегмент им успеа. Секоја чест. Здравите ќе ви честитаат, болните ќе се позамислат. Објавен тендер за реализација на најголемата инвестиција во здравството. Скопје ќе добие модерен клинички центар. Оваа прекрасна дама, која има години скоро колку мене, 5-та година поред Софија Вергара е на врвот на листата на Forbes за најплатени ТВ актерки. Првиот човек на судскиот совет, Зоран Караџовски, открива со што се соочуваат судиите во Македонија. Трпиме притисоци од СЈО. Секс во Охрид за 300 денари. Разбиена мрежа на проституција. Тибе за 300 денари. Утренски вестник. Трамп нема да ги признае изборите, мала тајна во бизнисот. Најслаб рейтинг до сега. Македонија падна за уште 10 места доле и сега сме на 155-тото место на ранг листата на ФИФА. Караџовски, главните наслови сега следуваат. Драматични настани во УБК. СЈО заоврива предизборната атмосфера, а дел од аналитичарите, се извинувам, мојот мобилен задзвони, екскюзи моа, добро. Дел од аналитичарите коментираат дека станува збор за предизборен циркус. Специјалното обвинителство призна дека ја сгрешиле постапката при влез во УБК, пошто морале да побараат експерт што ќе може да излече податоци од системот. Значи, ако една институција која во едно општество како СЈО не ја знае процедурата, тогаш многу прашалници се јават. Чавков Јанева дојде неподготвена, ама барем Чавков дојде подготвен. Наскоро стартува изградбата на новиот клинички центар Мајка Тереза. Тендерот за изградба за овој капитален објект во македонското здравство вчера е објавен во официјалниот гласник на Европска Унија. Фатмир Бесими се откажа од политичка кариера. Албанскиот политички блок пред целосно ресетирање во областа на политиката, а податоците за промени кај гласачкото тело стигнаа во ДИК. Дневник. На чекор до војна. МВР во пресметка со МВР. Зошто на Јанева и треба Алфи?
Зарем личат на полициски службеници? Дали личат на полициски службеници? Тоа се истите лица што од разни објективни причини претходно биле отстранети од единицата, а сега Оливер Спасовски ги врати. Имало и расправање пред нивното ангажирање, бидејќи имало инсистирање од нивниот командант да дојдат со автоматски пушки, објаснуваше Митко Чавков по драматичното најавината пресконференција на Јанева и Ристовска до 1 час по полноќ. Сега полека ви се одвиваат од плеткува клопчето, кој ќе помислите, па зошто на сите рейтинзи се прифати да се иде на избори, тие што знаеа какви се рейтинзите. Еве ви, драги мои, затоа што имаат добри сценарија, кои веќе се спроведуваат. Дали ќе успее, тоа ќе зависи од нас и од оние што не представуваат. Приредувачот на игри за среќа за лиценца ќе треба да продати 50, а производителот 25.000 евра. Не е само Трамп. Обама 5 пати изразил сомневање во валидноста на изборите. Синџер на проституција и трговија со луѓе. Семејство од Охрид држело бордел во кој се нудел секс за 3.000 денари. Чекај се. Имаме неизбалансираност во изјавите овдека. Овде стои секс во Охрид за 300 денари, а овде за 3.000 денари. Сега чуму види 300 денари, 500 денари. Не, најбољи секс имате, најефтин секс имате пред Македонска радиотелевизија навечер, ова време. Така, застанете само, отворете прозор, ќе дојде и ќе ви рече 500 денари, капка да не капнит. Кадарот на СДСМ ќе прима плата од СЈО. Боки Бургија ќе врши технички работи кај Катица Јанева. Боки Бургија, еден вулгарен лик по порталиве, се исклучително од оние вулгарните, нападни, агресивни квази новинари на кои ме нарекуваше со многу гадни имиња, таков му и речникот, окей? Сега е на платен список на СЈО. И потоа ќе ми се јавите кај мене која ќе нешто речам јас за СЈО, нема шанси. Значи, мојот став и моето мислење јас си го задржувам. Вие во емисија ќе може да си го кажете вашето. Да видиме Мирка што вели на страница 15. Пучисти го заседнаа МВР. Да, пучисти. Оние што сака пуч да направат. Видете ги, например, Катица, Ленка и Фатиме. Парите и златото, како и заштитата од големиот чадор им дадоа ли ум? Или пристојност, или воспитување? Пеали на шопинг за да си купат чест и кредибилност, за да видат дека таква стока не се продава од тие безценета? Па бре секоја камењарка која оперира на планетава во мрачни ќошиња има повеќе достоинство од овој агентурско-гангстерски калем. Секој мафиозо регрутиран од праганизираниот криминал има повеќе чест од овие екстериторијални и адхок инсталацијски давателки на услуги. Слушнав Јанева ни порача дека нема да си оди од МВР. Калемената специјална слива не само што не ги признава институциите или уставот, таа прецизно најавува дека нема да ги признае ни оние институции што ќе работат после 11 декември. Мирка на некој начин ви ги објаснува работите што ќе се случува. Дека изјавите дека на 11 декември ќе се реши се, апсолутно е неточно. Може само да се реши ако е резултатот 100-0, не 99-1, 100-0. Тогаш ќе значи декласирање на противникот. Противникот, кога велам, мислам на противникот на Македонија, не противникот на една или друга партија. И вечер ви го представува Циркус Медрано. Така е насловната страница на вечер. Катица Јанева и незиниот циркуски тим ексклузивно за денот на македонската револуционерна борба. СЈО во УБК, ноќен театар за дневно политички потреби. Дебакл на Фатиме,
Министерката со документи ги потопи измислиците на СЈО. Јана Киевски, се товарат лица и институции зошто работеле по закон без криминал. Цело СДСМ и роднините се во СЈО Јанева си го вработи и внукот од сестра. Кој, како и зошто пушти вооружени алфи со криминални досиеа во МВР. Катица Јанева и незиниот тим во средата повторно се обидоа да направат медиумски циркус, овој пат во МВР, доаѓајќи без соодветна наредба. Специјалната обвинителка Јанева направила политички спектакл кој го пренесуваа медиумите на СДСМ и на Сорос, или тоа е исто. Обвинителката Ленче Ристоска рече дека СЈО прибавила 2 судски наредби. Едната, како што рече, била за одземање службена документација од УБК, која се однесува на сите издадени истражни мерки во врска со следење на комуникациите, а другата е наредба за претрес на компјутерски систем и компјутерски податоци. И така натаму, и така натаму. Денеска имаше прес и министерката за култура Елизабета Канчевска-Милеска, која со факти, непобитни факти и документи, лажните обвинувања, за жал, кои испаднаа лажни, ја не можам да ги, значи, ајде, невистините или неточни, како сакате, кои стигнаа од СЈО, ги поби со документи кои им ги даде на новинарите и ги покажа на јавноста. Едноставно, измислици, како што самата нарече. Режија, ве молам, дајте го телефонот за контакти и комуникација на гледачите, да можат да се јават во емисијата, додека се јават да ја дзирнеме и антена. Антена, актерите од Преспав со македонски мајтап решаваме европски проблеми. Ова што е? Плюс некој магазин. Ова е од МПМ, ова е на Ачи Бадем Систина. Океј, моите омилени другари. И па сега, не можам со сите да се дружам, со некој се дружиш. Респект за сите. Ама немаме време, нели? Го сакаме цел свет, ама друштво е ограничено. Толку и капацитетот. Телефоните, дали се појавија, режија? Еве ги, сега телефоните. Добро. А имаме и гледач веќе на линија. Слушам како звони телефонот. Ве молам, исклучете ги вашите телевизори и разговарајте исклучиво преку телефон. Добро вечер за првиот гледач, повелете во програма. Добро вечер, господине Јанко. Повелете. Телевизорите се веќе исклучени, со волја чекаме да патиме врска и да кажеме некој збор. Во Америка председателот не можел да добие информации за случувањата што се случувале во Америка од, да речеме, нивното КГБ или тамо ЦИЕ или како ли го вика, не знам. Генералот го порекал да му рекол, господине председателе, баш тоа не можам да ви го кажам. А ние кај нас? Уште топови што не потерале, не пушки, топови требало да повлечат за да направат таков циркус, не само во Македонија, него и светот да им се смее. А Америка како Америка, Англија како Англија, тие подбуцнувачи, што ги буцка по катица, по матица, по не знам кој не само, тие ги плаќаат за да прават лошо. А тие не се свесни дека ако прават лошо за својата држава, ќе мора да чекаат лошо, пошто света реченица била, прај добро, надај се на добро. Прај зло, чекај го. Што мислат тие, зарем ако направат такво зло на овој наш народ прекрасен македонски, дали македонци, албанци, срби, бугари, не знам какви не, во Македонија тие што се родени. Тие се со човечка душа и со човечки почити кон своите комшии. А сега ово изрод што се ствара, што се раѓа, што се деца на удбаши, што се деца на предавници, што се деца на прилагодливи луѓе, се прилагодиле пред 100 години и ја продале Македонија. Се прилагодиле пред 50, 60, 70, го продале комшијата, го продале интересот на борцот што паднал или бил жив за Македонија и го отерале во голиот, го отерале во изизово, не знам каде не. И сега овие повторно сака да направат такви злодела за да се запишат како злосторници.
Меѓутоа, овој наш народ мислам дека тоа нема да го дозволи, пошто од злосторници и од дужмани и од штетници на Македонија веќе преку глава е на сите, а во овие избори сега, како биде нека биде, на ВМРО треба да им биде јасно дека тие од таа пуста политика ајде не замери се, да не сум јас, еве зашто дојде сега, такви шлаканици и музираат на... Добро, моравме да пресечеме затоа што не е 2 сати, идеме со следниот гледач. Бричење на сува. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Јас би сакал да кажам неколку збора за специјалното јавно обвинителство. Церам дека ова специјално јавно обвинителство крајно време е да се укине. Затоа што ќе направи еден хаос во државата и ќе направи една мржња меѓу народот со тешки прекршици на законските регулативи и сега треба Уставниот суд на Република Македонија поткитно да донесе одлука да се укине закон за специјално јавно обвинителство и да се укине ова обвинителство. Ако случајно има криминали од такви размери, мислам дека јавните обвинители, во основните јавни обвинители, државниот јавен обвинител се далеку подстручни од специјалното јавно обвинителство. И сите тие работи ќе ги откријат и ќе ги дефинираат. Меѓутоа, јас сум бил 12 години сојузен инспектор за финансии. Вака не се брка криминал. Ако имало криминал, досега ќе беше откријан неколку пати. Криминалот се брка хитно и брзо. Година дена нема никаков доказ елементарен и ние како граѓани не можеме да видиме ништо, осем партиските влијанија на катица, односно материјална корист од нас граѓаните. Барем еден судски процес да започне. Значи, ние еден судски процес не започна. Да, ние еден судски процес не започна, нема ни да започне. Затоа што јас сум сигурен, очигледно, дека таков криминал, како што тие инсинуираат, нема. Ние, граѓаните, доволно сме свесни да гледаме. Ако го видиме криминал, ние сме тие кои ќе ги покрениме сите движења преку јавните обвинителства, преку судовите, да се криминалот очисти. Меѓутоа, не можеме ние од честни, поштени министри, од еден поштен и работлив премиер да правиме криминалци со сила. Замислете, со 4 милиарди јавен долг, цената на нашите приватни имоти, цената на имотите на правните лица е подигната во Република Македонија за 30 до 40 милиарди евра. Што значи 4 вложени милиарди евра донеле 30-40 нови милиарди. Зборите за легализацијата на дивоградбите. Легализацијата тоа е една огромна работа. Легализација на 360.000 објекти. Само по 10.000 евра да му ставите. Јас ќе ви кажам еден пример. Јас имав објект во Новоселски пат, не легализиран. Сакав да го продадам. Ми дава 30.000 евра. После легализацијата ми дава 70.000 евра. Во Ѓорче Петров, ние сме молеле да продадеме станови за 6 евра. А сега, отеко се направија булевари, се асфалтираа улици, се направи инфраструктура, муштериите могат да купат стан за 900 евра. Значи, ние, наместо ваквото владење ВМРО-ДПМН е да го поздравиме и да му дадеме почит и да му дадеме признание. Добро. И сите заеднички уште еднаш и СДСМ. И ние имаме голем дел на гласачите во СДСМ. Океј, разбравме поентата, благодарам за јавувањето, одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Ето сакам да кажам СЈО. Најголеми криминалци што постојат во целиот свет. Тие се најголеми бандити со начело американско масло, германско масло, само нас да не уништат, да бидеме многу долни. Ама ние, прави македонци, со срце, еве, пример, овие две, како да ги... Добро. Значи, добро, се искажавте да не идеме со погруби зборови. Океј, незадоволството го разбираме, да го задржиме дигнитетот на емисијата, ве молам. Благодарам, режија. Вака, значи, еве ви насока малце за размислување.
Две работи кога се однесуваат до специјалното јавно обвинителство. Денес Оливер Спасовски излегува и вика да се почитуваат уставот и законите. Еве сега да ви кажам. Он заради тоа да им се дозволи на СЈО да прави што сака. Он знае СЈО што ќе прави таму. Не знам јас, не знаете вие, не знаат луѓето од власта, ама они знаат. Затоа што очигледно се во некој договор. Да им дозволат што да прават таму. Дали имате представа што значи УБК? УБК и следење на тие материјали што они сакаат да ги одземат. Прво, ако Боки Бургија има безбедносен сертификат да дојде во близина, а он е веќе вработен таму, до документи, таму во овој момент има прислушкување. И тоа законски легално се следат криминалци, педофили, убици, терористи. УБК е првиот и последниот одбранбен бедем, значи контраразузнавањето на државата, на безбедносната структура, они се темелот, затоа што они ги следат сите девијантни поединци, структури и организации кои можат да и наштетат на државата и на општеството. Нив, ако ги исечеш или ги земеш материјалите, дали сте убедени дека од СЈО нема да протечат на други? Како што, нели, откако ги предадоа сите материјали, излегоа нови снимки, тајни снимени. Не ме правите луѓе, не треба да сум воопшто стручен, да го знам колкав е капацитетот на УБК, дали може 200.000 или милион снимки сега кои испаднаа според Заев, како што самиот изјави, да направи, што НСА не успеал. Тоа е една работа. Друга работа. Ај сетете се, прво, бидејќи не можам да ве подсетам, да ве повикам на тоа да се подсетите дали некога се случило некаде, но еве ќе ви кажам вака. Дали сте гледале некој филм, криминалистички, научно-фантастичен и така натаму, каде некој untouchables, специјално јавно обвинителство или јавно обвинителство, влегува во НСА или во FBI и ги тресе. А имало страшни афери. Нели, имаше афера на прислушкување заради која Никсон падна. Па ја колку што знам, никој не се осмели да влезе во овие институции за да проверува. Освен во партиите. Ова ви е тема за размислување. И трета работа, уставност, на која се повика Оливер Спасовски. Само да ви кажам една работа. Ќе ви го повторувам постојано ова. Затоа што многумина има од другата страна што вика да, ова е, ќе ги фатат. Ама, знаете што, вие ги мразите нив. И тоа е ваше право. Имаш право да ги мразиш ВМРО-вците, да го мразиш Груевски, Јанакиевски, Мијалков и така натаму и да посакуваш да биде у затвор. Зошто? Абе, кеф ми е бе сака да умре. Затоа што исто како навивачите на трибина. Уби го бе, уби го, клизечи, згази го. Дали заслужува или не заслужува, не ти е гајле. Важно тоа да се направи. Ако му е скрши некој ногата, жив среќен си. Но, има една работа. Уставност. Темел на државата е устав. Немаш устав, немаш држава. Све е друго глуматање. Каква борба за криминал, драги мои? Ја искрено верував дека ќе има нешто криминал. Па година дена, пред година дена, овој муавет го правевме СЈО, кога се формираше, еве го, требаше да имаме барем еден судски процес. Немаме. Но има една друга работа што во меѓувреме научив. Бидејќи СЈО доби голема поддршка од американци, французи, германци, марсијанци, анци, банци, шанци и така натаму, меѓународен фактор, но не и од македонски народ, има една работа што така ви поминува и никој ништо не реагира. Дури и странци. Чадорот го искрши Уставот на Македонија. Замислете, еден чадор го скрши армираниот бетон наречен Устав на Република Македонија. На кој начин? По устав, ако вие направите паралелна институција со она што е институција, драги мои, утре, кој ве спречува, еве, ако, например, ги изгубат изборите на 11,
Кој ги спречува после паралелно правење на специјално јавно обвинителство дека нема да има специјално министерство за култура, специјално министерство за МВР, специјално министерство за образование, специјално министерство за труд и социјала, специјално министерство за финансии? Дали сте свесни што се случува? Не е ова без преседан, ова е осмислено. На странците не им беше толку гајле дека ќе се истера правда и дека овие имаат капацитет интелектуален, а видовме колку име и дислектично, интелектуално нивниот капацитет, освен што се ракуваа на кале по амбасади и се слика и ги поддржува. Едноставно, ти станува јасно дека е ова циркусот зад кој треба да се сруши Уставот на Македонија. Како е срушен Уставот на Македонија? Со самото постоење на специјално јавно обвинителство. Зошто? Еве ќе ви кажам. Се сеќавате, ја повикаа овдека и романската, италијанскиот јавен обвинител, специјален. Значи, во Романија, во Италија имало сомнежи за големи криминали, афери и што ти ја знам. За да тоа се расчисти, ако се сметале дека во јавното обвинителство имале и во безбедностниот систем имале корумпираност, се поставува некоја независна личност, пази, независна личност, овдека цел СДСМ го вработија, независна личност која доблесно ќе работи за расчистување на девијациите во општеството. Што имаме? Имаме паралелна институција со јавното обвинителство. Уставниот суд не се изјаснува да го за уставноста, значи за една институција која треба да дели правда у државата, мора да биде под капата на Уставот. Значи тоа е врвот. У овој момент Уставот е понизок и од СЈО. Значи СЈО, Катица Јанева, како ви рече, не морам да ви објаснам ни на парламентарна седница, ни на парламент, никому, ни на влада, никому она не му објаснува зашто и како си ги троши парите и зашто и како работи. Зошто? Затоа што од странци ви рекоа, слушај, иш гајле да не ти е. Прај си, како што ќе ти кажеме, иш да не се секираш. И она се става себе си над сето тоа. Не е тоа проблем што она се става над себе си. Може би има искрена желба да се бори против криминалот. Може би не. Сето тоа е исто валидно и едното и другото. Но, институцијата специјално јавно обвинителство е неуставна. Не може две јавни обвинителства да има. И сега ќе викате како? Она може да си биде јавен обвинител. Ама форма е. Формата знаете колку е битна за одржување. Ако ти еднаш направиш преседан да го рушиш Уставот, ќе го рушиш кога сакаш, колку сакаш. Така што ништо нема да заврши на 11. Ке има рушење на Уставот затоа што Уставот е срушен. Катица Јанева можела да биде и натаму со оваа екипа специјална јавна обвинителка, но во рамките на јавното обвинителство. Ние направивме паралелна институција. Кој вика дека јас утре, ако не станам геј и отидам им давам сексуални услуги на овие по амбасадиве, дека нема да ме поддржат утре да направам паралелна институција за медиуми, надзор и контрола на медиуми. Смешно се смеете, абе Јанко глуп си шопре. Молам, врз основа на една афера, ќе успеам да го спроведам тоа. Кога вакви ликови успеа да спроведат и состават специјално јавно обвинителство, утре everything is possible. Можете да правите што сакате. Значи, дадено ви е зелено светло. Дали разбирате? Имате право да прислушкувате кого сакате, иако е забрането. Имате право тоа да го објавувате, иако е забрането. И ако некој ве суди, да кажете дека е тоа политичка хајка против вас. Зошто? За да имате материјална корист, за да се извлечете лична корист од тоа. Која е овде лична корист? На страна чие 4 милиона со кои се кешираме во овој момент, од наши пари се кешира кампања на една партија. Бидејќи, пазите што се случи. Гледате го тајмингов. Значи, ја не навлегувам дали ова правилно или неправилно. Јас само медиумски, чисто онака маркетиншки го гледам цело ово. Искача ВМРО ДПМН и прави митинг.
одличен митинг. Многу добро, со панел, со дискусии, со многу добри пораки кажани на и така натаму. Со многу смирено, стабилност, делува хомогено и тоа остава еден многу позитивен впечаток. 2 дена имате молк кај опозицијските медиуми. И тоа да те зачуди, од каде сега, нели обично кога има митинг, особено кога е многу успешен и многу позитивен, тогаш очекуваш нормално дека кучињата ќе се нафрлат, што е нормално, нели, противникот да го омаловажиш, да му ја дампираш неговата предност која ја има. Гледаш молк и одеднаш, еве ги, ништо опозицијските ги нема, искача СЈО. Да ви кажам, барем 20 наслови после митингот на ВМРО ДПМН на Фейсбук имаше. Дали тураме кецу кец дека сега наместо политичките партии СЈО ќе излезе со прес. Луѓе мои, ја ова што ви го зборам од Фейсбук го научив. Дали е точно или валидно, не знам. Слушнете се вие како вам ви звучи во глава и донесете си заклучок. Одиме со уште 20 гледачи, па ќе направиме втора пауза, па ќе продолжиме со јавувањата. Добро вечер. Добро вечер, господине Јанко. Повелете, во програма сте. Значи, ве слушав цело време и демократија во денешно време да немаме исти односно да не се согласуваме во одредени мислења. И јас во голем дел од вашето излагање веќе не се согласувам. Зошто? Значи, специјалното јавно обвинителство е избрано од 4 легитимни партии кои се на политичката сцена во Македонија. I don't care, може и да се 80 партии да ги изберат, неуставно е неуставно. Тоа е твое мислење, ова е мое мислење. Само малку. Ако е неуставно, во стартот требаше ВМРО ДПМН да не го гласа тоа специјално јавно обвинителство. Уставот и ВМРО ДПМН не се исто. Устав и ВМРО ДПМН, уставните суди и ВМРО не се исти. Ако сте биле доблесни, зошто вие од СДСМ не покренавте постапка? Нели? Ама се знаеше дека таа постапка, ако се поведе, ќе се доведе, значи тоа се двете сценарија. Можеше и тоа Уставниот суд многу добро го оцени. Ако во случај Уставниот суд ја донесе правна одлука дека СЈО е неуставно и треба да се укине, тогаш ќе беше добар повод да се пали се што е во центар на Скопје, да се дига револуција. Затоа што тоа се превенираше, сега се иде со варијанта 2. Но, кажи си го твоето мислење, си се јавувал повеќе пати, го знам твојот став, продолжи. Значи, ми залепите безпотребно анкета на СДСМ. Ја не сум СДСМ. Јас сум за ВМРО ДПМН. Да, Значи, јас сум за СДСМ. Јас сум за СДСМ. СДСМ. Јас сум СДСМовец. Јас со заје сме... Да знаеш. Зашто 10 процесуирани обвиненија према ВМРО ДПМН едно обвинение не излезе јавно да се процесуира како што треба. Камчевска, Милевска, зашто денеска на јавна конференција покажува листови, излези на суд ќе се докажеме. Зашто не и каже на Катица Јанева да се тужи? Чекај, министерката треба да ја тужи Катица Јанева и така она да се брани. Бог да чува и да брани. Специјалното јавно обвинителство е поставено да покрене судски процеси. Ако имало докази за криминал на министерката, одма да ја даде на суд. Бидејќи не е дадена на суд, што она треба да седи затоа што тебе така ти е кеф и да викаме, да, она е крива. И искача сега, зошто излегла да си ја докаже невиноста? Па нема судски процес да ја докаже. Зошто да не излезе на медиум? Овие искачаат и викаат, Бети е корумпирана, она е криминалец. Дај докази, нема докази. Кој е доказ? Ја кажав.
Ја како новинар, у моја редакција ништо не е стигнато да видиме доказ за такво нешто. Инсинуации има, ама едно е инсинуација и друго е доказ. И ја можам да мислам дека ти си убиец, нели, и да го кажам тоа, ама треба да го докажам. И сега ако викам ја ти си убиец, што ти немаш право да се јавиш у емисија да ми кажеш Јанко, не е точно. Повели? Ама дајте да се отвори судска постапка. Судска постапка треба да отвори твоето СЈО, друже. Јавното обвинителство СЈО дава индиции дека постои основа на сомневање. Па нека покрене судска постапка, затоа се формирани. Па покренува судска постапка. Нема судска постапка, бе, човек. Абе, нема судска постапка, дали разбираш? Не ми ги извртувај збороите. Да има судска постапка, све е јасно. Со камери ќе бидеме сите таму да слушаме обвинението, еве ги доказите. Затоа е СЈО. Крив си, еве ги доказите, судете го, а судот ќе мора да пресуди. А секако и да чуеме одбраната. Ете, тоа е судска постапка. Јавно обвинителство отвара судски постапки, а не оној што е обвинет. Сега мене ме обвинувате и ја треба да трчам у суд. Бог да чува. Абе што се наслуша? Фала ти, друже, ќе се јавиш пак. Нема проблем. Ја тоа чекав од СЈО. Година дена чекаме. Отвори судска постапка. Ама кога се отвора судска постапка? Кога имаш докази. Докази не видовме. Искачаа на прес. Аха, Канчевска Милевска е корумпирана, Јанакиевски е корумпиран, Груевски е криминалец, ова е криминалец. Добро, ајде судски процес. Нема судски процес, само искачаме, избориме и така натаму и така. Чекајме полека, па дај, значи, од сега полицаецот ќе дојде и ќе рече, види, ти си криминалец у затвор. Чекајме, треба нели на суд да идам. Не, поднеси ти сега, бидејќи полицаецот рекол дека си виновен и те носи у суд, ти треба, јас, кој полицаецот ме обвинил, да поднесам, да отворам судска постапка против кого? Против полицаецот, да си ја докажам невино. Ало! Дали разбирате дека е ова краен непрофесионален однос, кој нема врска? На страна СДСМ и ВМРО. Собираш докази, идеш у суд. Можеме на трибини да си навијаме за еден или за друг. Тоа е во ред. И тоа си имате право. Мразете ги ВМРО-овците, плукајте ги, пцујте ги, посакувајте им да умрат. И виз верса. Ама кога збориме кој е криминалец, докази и на суд. За некои политичари, јас знам дека се криминалци. Зашто ги гледам доказите? Ама нема судски процес. Но, овие се поставени така. Имаат толку пари, имаат толку поддршка, да без проблем можат да отворат судска постапка. Се прашуваш, зашто нема судска постапка? Многу просто. Нема докази. Одиме со последниот гледач да идеме со вториот блок реклами, па ќе продолжиме. Ало, добро вечер. Добро вечер. Се јавувам од Прилеп. Јанко, велиш 100-0 да добијаме. Мислам да добија државата. И треба да добија. Ама сето е бадијала, ако после изборите се добија, не 63% како што кажа Груевски, 100% да добија, бадијала е сето, ако после овие не се персони нон грата и да се избрка од државата, од и ова рак, рана, овој канцер, треба да се тамани. Инаку, ова граѓанска непослушност е црвен копови да се има и паралелни зла, не е нова паралелна институција. Тие повикуваше пред 10 години за... Тоа е крај на Македонија. Ама дали си... ти си свесен. Тоа е крај на Македонија. Не постои. Тоа е уште по дно од федерализација. Крај на Македонија. Фала Богу што еве ти крај на Македонија. разбираш. Тој не можеше да ја свати Македонија самостојна. Тој сакаше да биде само Македонија во склоп на Србија или на некаква си федерација на нешто глупости. Не можат тие да си поверува дека Македонија е 1000 години. Тие мислат Тито ги направи македонците. Да, легнуваше со сите мајки и направи македонци. Ајде да не се изразувам него ако не се прогласа но персони нон грати, овие врхушка на СДС. Ништо не правиме од Македонија.
ќе ги имаме после 11 истиот джал, вгајчи, пак ќе ни скока и ќе не боди. Извини, ќе почнам да се изразвам вулгарно, извинете, ајде. Чао. За секоја пофалба си, само заради формата. Се откажа од можноста да збориш за да останеш пристоен. А ти го разбирам гневот, кај многу мине. Знаете што е проблемот? Не е проблемот овде ка СДСМ или ВМРО. Или ќе играме, фудбал, ако земе... Знаете како, сега ми викате, еве, ја навивам за Јувентус. И еден играч игра Јувентус со Барселона и губи. Губи 1-0. И еден играч ја зема топката со рака и ја фрла во гол и вие се радувате. Судијата го прогласува гол, а не е важно што се прекршени правилата, важно вашиот тим дал гол. Дали сте свесни дека кај да е ќе седнат на маса судиите, здруженијето и дека ќе ја поништат над преварот, дека ќе бидат казнети, дека и играчот и судијата и сите. Кога тогаш? 3 дена ќе се радуват. 3 месеци. Луѓе, многу е посериозно од што борба за криминал. Јас сакав да око не ми трепнува ако Јанакиевски го прекршил законот. Ако крадал било кој да иде на суд и да биде осуден. Криминалец мора да биде суден. Ама овдека е друга игра. Како поминува времето, ова е... Но добро, окей, ќе гледаме сер, ќе биде многу интересно и возбудливо. Одиме со вториот блок реклами, веднаш потоа се враќаме назад во емисија. Ве боли грло? Јас сум гасеницата Зори и доаѓам да ви помогнам. Лижавчиња за деца за грло содржат природни екстракти на жалфија и слез, кои благотворно делуваат на сува и чувствителна кашлица. Хербал Плюс. Телефон 02 3062 770. Ново Остеостронг, органски калциум и магнезиум со витамини К2 и Д3. Потикнува од крајбрежјата на Јужна Америка, од црвени алги кои се берат рачно, се сушат и се мелат во прав, кој е извор на единствен органски калциум. Остеостронг алгекал обезбедува правилна работа на внатрешните органи, бидејќи влијае на преку 100 витални функции во организмот. Најновите студии докажаа дека Остеостронг алгекал ја јакне структурата и ја зголемува густината на коските. Остеостронг, потпора на вашата виталност. Хербал Плюс. Телефон 02 3062 770. Да, ние го подготвуваме Budweiser Budvar, користејќи го истиот оригинален рецепт веќе 120 години. А сепак, секој ден, секој процес, секое шише, секое правило го гледаме со нов ентузијазам. Може би старите традиции треба да се почитуваат на овој начин. Budweiser Budvar, оригинално чешко. Кандилекс придонесува за баланс на микроби во телото и добро варење, причини за настанување на кандида, често и подолго конзумирање на антибиотици, небалансирана исхрана, често изложување на стрес и слаб имунитет, конзумирање контрацептивни таблети. Симптоми на прекумерно развиена кандида, надуеност и проблеми со варење, зголемена потреба за сладка и кисела храна и алкохол, главоболка, замор, несоница. Кандилекс, природен препарат во борба против кандида. Вистинско решение, правилен избор. Хербал Плюс. Само за вас, најдобрата понуда овој викенд, единствено во Тинекс, од 21 до 23 октомври. Свински бут 297 денари, свински кременадли 247 денари, свинска плешка 259 денари, компири 18 денари, виршли перутни на Птуј 2+1 подарок 44 денари, маслинки ликом 139 денари, паста за заби White Glow 109 денари. Тинекс, секој ден со вас. Пак таа досадна уринарна инфекција.
Урифар содржи природни состојки кои за 30 минути го ублажуваат воспалението. Урифар – брзо и ефикасно решение за уринарните инфекции. Хербал Плюс. Она за што сте сонувале. Она за кое сте мечтаеле. Она на кое со возбуда и радост ке се сеќавате. Одберете го местото каде вие и вашите роднини и пријатели ќе уживате во заедничкиот свечен миг. Одберете го Хотелот Кратис. Совршено место за вашата совршена венчавка. Испланирајте ја вашата свеченост во древниот град. Одберете го градот на кулите и мостовите и Хотелот Кратис. Препуштете се на веселбата и свеченоста. Онака како што само вие знаете и онака како што од секогаш сте посакувале. Елеганција, врвна услуга и долгогодишно искуство во организацијата на свадбените свечености. Волшебно добре дојде за волшебни заеднички мигови. Хотел Кратис. Совршено место за вашата совршена венчавка. Дружењата со пријателите ми станаа мачни. Болките во зглобовите станаа неподносливи. Не е лесно, но за проблемите со зглобовите има решение. Сопрете болката пред таа да ве сопре вас. Вистинско решение. Флексифорс Плюс. Правилен избор. Хербал Плюс. Телефон 3062 770. Ново Карваксил, патентирана П73 формула, единствено масло од дива оригано во капсули, ефикасен за целото семејство, против инфекции, без инекции. Работнички по 5 кола конечно победи во домашното првенство. Шкупи мотки на Ботна Вардар и затоа се очекува новата пресметка помеѓу скопските ривали да донесе жесток и бескомпромисен фудбал за бодови. Недела 14:30 часот на Сител Тројка. Бодови за врвот или за бегство од опасната зона. Работнички против Шкупи на Филип Тори директно на Сител Тројка. Отворени се телефоните за вашите јавувања. Добро вечер за следниот гледач. Повелете, во програма сте. Добро вечер. Повелете. Јас се јавувам од Скопје. Овие работи што се работат сега, малку поискрено, сите на тие шарена емисија што изгледа во Скопје, од Чевзаев, па другите, па Милчи, па Геровски, па Врчко, што рече, па што? Врати го. Режија. Не се доискажа гледачот. Јас се извинувам. Овој звук кога вака ќе пукне, тоа е до нас, од нашото. Ретко се случува, многу ретко и многу ми е жал поради тоа. Режија, ве молам, може да го вратите гледачот? Не. Имаме проблем со техниката. Океј. Постигнат договор како да се постапи по судска наредба. Представници на СЈО и вешти лица од УБК попладнево договориле механизам како да се постапи по судска наредба без да се прекрши законот и без да биде доведена во прашање националната безбедност. Значи, СЈО
де факто призна дека погрешно постапувала и лажни беа сите они обвинувања кои стигна, држи го Кадаров, да, ти благодарам. Лажни беа обвинувањата дека од УБК не соработувале. Еве зошто. Биле прифатени сугестиите од страна на СЕО, повикувајќи се на систем инженерите на Ериксон Комуникации Македонија, кои се единствено овластени да влезат во системот и да ги обезбедат информациите кои ги бара СЕО. Вториот систем инженер на компанијата во присуство на СЕО ги потврдил позициите на првиот, кој беше ангажиран синоќа, дека нивото на нивната обученост не овозможува постапување по барање наведени во судската наредба, односно дека за таков вид на пребарување е потребен ангажман од систем инженери со повисоко знаење. Предлогот од страна на компанијата бил таков експерт да се повика од централата на Ериксон. Секако СЕО ги послушало од УБК и утре треба да официјално достави до Ериксон компанијата да дојдат вешти лица, затоа што тоа е така обезбедено, ние не можеме тоа да го направиме. Драги мои, тоа е, дај вратиме сега у студио една кратка моја догодоштина во животот со комунистичките джандари. Во минатиот систем, пред падот на комунистичкиот режим, работев долго време како дисџокеј и ова беше тука негде на граница, само што прогласивме самостојност, ми доаѓа еден цајкан, денешните полицајци со респект ги ословувам, за тоа време го нарекувам цајкан или джандар, да, и со право, од станицата Битпазар во МНТ и ми влегува во мојата кабина. Во диското во тој момент има 2000 души. Најверојатно, затоа што не добил рекет, се гребел и така натаму, доаѓа мене ми вика гаси ја музиката. Јас не сум собственик на диското, не сум собственик на опремата, ниту имам право да ја пипам таа опрема. Што направи, еве сега, мене, зошто реагирам кој што реагирам спрема непрофесионалноста на СЕО? Дојде и ми побара, вика, угаснија музиката. Ја викам, моето право, кое јас смеам овде да го направам, е да намалам долку. Тоа е мојот договор, понатаму ја не смеам да правам. Или рчкај си ти опремата, исклучуј ја тука, на твоја одговорност, ако прегориш нешто, ако ќе прегориш, ти ќе си го платиш, или најди си го газдата. Ја е стишав, си ги прекрстив рацете и застанав. 2000 души чекаат, музиката е тивка, но се врти. Но вика, угаснија. Ја ти реков, викам, што да направиш? Или само угаснија, или... Ја не сум одговорен за палење. Не смеам. И тоа е факт и вистина. Јас знам тоа да го направам. Не е моја таа опрема. Не можам ја опрема која кошта 30-40 евра или марки во тоашно време, јас да си сносам последица. Джандарското копиле с бесна ми стави лисици и ме приведе. Ме носеше меѓу 2000 луѓе и во тој момент тоа беше навистина спектакуларно. Ме носи, а ја имав маичка Public Enemy и искинати фармерки. Ме носи коса до тука, нормално, ме носи меѓу 2000 луѓе и сите уа джандар, уа цајкани, полуде, копилето мрсно, полуде. Ме однесе у станица и ме стави во притвор до Сабајле. Сабајле, кога дојде командатот, дојде и татко ми, кога слушна што е работата, кога му збрчија вака и пред мене, типот не знаеше што да прави, да на крај вака ми се сврти и ми вика, копиле едно мрсно, вика, муцката ке ти ја скршам, вика. Немој ти мене уште еднаш вакви работи да си ми правил намештајки, ти ми направи. Јас викам, ти направив намештај. Дебил, гнаса, одвратно. Ете, тоа се такви луѓе кои не ги знае ни правилата, не знае како да постапи, не знае како иде процедура. Дури и јас, кој никогаш не се занимавав, а бев дете, млад, знаев до кај се моите ингеренции, што смеам и што не смеам. И кога влегол он во диското за да ја угасне музиката,
Кому се обраќаш? Се обраќаш на сопственикот, тој што владе. Сопственикот може мене да ми рече гаси или пали, затоа што пред него ако и било што да се случи, ја не можам да ја сносам одговорноста. Дури да знам или да не знам, а и не знаеш, затоа што имавме по 30-40 појачал кои специјалисти ги месте. Моја беше да пушта музика и да ја забавувам публиката. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Тој монолог направи, па се мислам да ти кажам, е бил малку крив да си почитувал наредба полициската. Не е важно ја што сум кажал, оставите го моето. Не сум почитувал или сум почитувал, тоа е тоа. Нека влезе полицаец во фабрика и да му каже угасни ја машината. Така е тоа, на работникот што е покрај машината. Времето ли го така, Јанко, времето? Значи, ја го послушав, ми рече, стави лисици, не дадов отпор, ја стишав музиката, моите ингеренции ги завршив. Ја бев послушен. Ајде, темата, повелете. Немаме уште многу време. Да, слушаме. Вака сега. Ова ќе оди реприза, едер, да, врзам во лисици, Јанко, добро. Молба. До македонскиот народ. Значи, кога вика македонски, државјаните на Република Македонија, мислам, максимална присledност, максимално ладно, да не дозволат да се изманипулираат, да не дозволат да се вовлечат во некои крвави сценари. Значи, секој ќе се одлучува за еднината за своето дете, своите. Имаат избор, имаат медиуми, имаат јасни слики за се, али да не дозволат да дојдат до некои полоши сценари. Мислиш дека иде кон таму? Дали се сомневаш дека кон таму иде работа? Со кого си имаме работа, се е можно. Добра ноќ. Добра ноќ, ви благодарам за јавувањето, убаво кажано, да не дозволиме било кој да биде испровоциран. Некој бара овдека конфликт. Очигледно, вака ќе биде до изборите. За жал. Добро вечер за следниот гледач. Ало, добро вечер. Повелете. Јанко, поздрав до тебе и до колегите во студиото. Оно што го кажуваше случајот сега беше во огниште, така ли? Не, МНТ. Во МНТ. Зашто и во огниште знам дека имаш пуштано едно време. Каде све имам пуштено, да знаеш. Овдека ја завршив кариерата во дискотека Силекс, дискотека Парк. Да. Вака сега, Јанко, би зборил за специјално јавно. Слушајќите тебе, апсолутно го почитам ставот што го кажуваш, што меѓутоа целосно не можеш да се согласам со тебе, неколку работи ако можеш да ги кажам. Слободно. Прво вака, значи специјално војно обвинителство нема мандат да суди и да отвара судски процес. Оно има, значи, мандат прво да има предистражна поставка, па истражна поставка и да поднесе до судот обвинение. Судот е тој кој што го отвара понатаму судскиот процес. Дали го прифаќа или не го прифаќа обвинението. До сега, сите обвиненија што СЈО ги има поднесено таму, судот нема ниедно вратено назад. Зашто до сега не е покренато обвинение, најверојатно треба да го прашаме председателот на судот и судот кој што таму, нели, како СЈО, како ОЈО си функционира. Втора работа, значи, за опремава кога се зборува, што го даде примерот, сега се надоврзувам на со дискотеката и со музиката. Точно е она што го кажа, не е моја опремата и нема што јас да чепкам, да уклучам и да исклучам, може нешто да ми прегори на крај крајва и ќе бидам јас тој што треба да ја платам. Тоа е апсолутно точно. Меѓутоа се поставува прашање, опрема која што не е во собственост на ДВК УБК, што бара кај неа?
Тоа е софистицирана опрема и е во собственост на телеком операторите. Една реченица. Кога ја купуваш таа опрема, можеш да ја користиш, ама не смееш да навлегуваш во софтверот и во хардверот нивни. Таа никога тоа се толку софистицирани, тоа се такви енкрипции на заштита, кога еднаш ќе влезе во база на податоци не може да излезе. Затоа што они ги произведуваат како такви за да бидат заштитени, никој да не може да ги изведе. Ти можеш да ги користиш тука, ама не можеш да ги извадиш, да ги екстрахираш. Така што, затоа треба да дојде човек од Ериксон. Тоа е не само кај нас, тоа е сегде така. Ти купуваш тоа, ама не можеш да го поседуваш тоа. Не е како автомобил, дали ме разбираш? Кога купиш автомобил, расшрафуваш све. Овдека има и хардвер, има и софтвер. Не знам колку софистицирани и комплицирани се тие машини, ама јасен ми е принципот, така што сево ова што е кажано, не е надвор од умот, не е ништо... Не, таман работа, ворете тоа. Мојата дилема е Добро? Мојата дилема е дали воопшто таа опрема треба да биде во УБК, таа нема потреба да биде таму. Што бара таа опрема во УБК, а не е собственост на УБК? Таа треба да биде кај операторите. Провери убаво како стои, како е напишано. Добро. Стојам позади тоа и сигурен сум. Затоа што опрема за прислушкување секоја држава мора да има. Како иначе ќе следиш криминалци и терористи? Точно, меѓутоа каде се наоѓа и кој све може да има пристап е ограничена работа. Апсолутно. И она што велиш за Ериксон сервисерите, апсолутно си во право. Меѓутоа, друга работа, истите оние сервисери што ги спомнуваш од Ериксон, кои што точно е дека се овластени да чепкаат по софтвер, да екстрахираат фајлови и така натаму. Предпоставувам дека е така. Во УБК постојат двајца кои што истото тоа го можат. И сега тие двајца симптоматично одеднаш се двајцата на пат. Ако се деси нешто... Не, тука се. Ама они, еве, ти го прочитав тоа. Вика. Не, зборувам кога влезе Не е точна веста дека биле на пат. Тука биле и двајцата им рекле, дечки, знам, јасно ми е, значи копирајтот него поседуваат они. Ти текнуе, Microsoft го имаш, Windowsот. Прај му што сакаш, кини го. Ама не можеш да влезеш и да го земеш корот на оперативниот систем. Тоа е собственост на Microsoft, иако си го платил крваво и многу пари. И не можеш да го исчепкаш. Затоа таа аналогија ја користам и предпоставува. Ке викнам некој постручно лице да ни објасни деновиве, малце ќе дознаеме повеќе. Сега малце лутаме и јас и ти, ама отприлика тука е негде вистината. Да, ворете, јас види сега, не знаев, се извинувам, не знаев дека тие били уствари овде, пошто вчера на пресконференција и Чавков и Андонов, како се вика, рекоа дека ворете на пат се ќе се вратат назад, на службен пат надвор од земјава, така рекоа двајцата. Сега ворете. Значи, биле прифатени сугестиите на систем инженерите на Ериксон Комуникаци, Македонија, кои се единствено овластени да влезат во системот за да ги обезбедат информациите кои ги бара СЈО. Вториот систем инженер на компанијата, значи само они можат. Тоа се тие двајца. Не се на УБК. Значи, вториот систем инженер во присуство на СЈО ги потврдил позициите на првиот кој бил ангажиран синоќа, дека нивото на нивна обученост и покрај тоа што се на Ериксон не дозволува нивната обученост не дозволува пристапување по барање на наведената судска наредба. Значи, ќе се спроведе тоа што го бара СЈО, ама ќе го спроведе тој што треба и како што треба. Не е точно дека нема соработка со УБК. Добро, сега, значи, за тоа во ред, прв пат ја читам сериозно информацијава заради тоа. Ја прочитав неколку пати. А она што СЈО, значи, го прави и не го прави, значи, мислам дека тука ненамерен лапсус направи во излагањево, СЈО не отвара обвиненија, туку судот се отвара обвиненија и од него зависи све. Така е. Моје лапсусот, се извинувам, точно е и претходниот гледач ме коригираше. Значи, СЈО треба се што е собрано како докази, материјали комплетно, да отиде во суд и судот да ги отвори. Јас се извинувам, во право сте, така. Добро. Сега, за пресконференциите на Канчевска, Милевска и на Милијана Киевски сега,
имаат апсолутно право да си одржат пресконференција, било, пошто се функционери, биле функционери, јавни личности, еве Канчевска се уште е, они си направија, си кажаа што имаат да кажат. Она што сега народов, таргетов твој по емисијава, како гледач изборувам, што го кажува. Мислам дека и тука и ти, ако смеам да кажам, направи лапсус, да презентира СЈО докази. СЈО на мене и на тебе на пресконференција не може да ни презентира докази кога поднесува обвинение. Доказите ќе ги види адвокатот на Канчевска и судот ќе рече овие докази важат, ќе отвориме, да речам, обвинение и ќе се докажувате на суд. Или ќе рече овие докази се смешни, нема ја шо да се замарам со ова, не важи обвинението. Барете појако. Океј, ние се збориме, ова е сепак емисија Јаде Бурек, овде има и хумор. Ние сме само тоа имав да кажам. Не, апсолутно сте во право. Значи, ја не сум политичар, ниту стручњак. Јас сум политикан. Разговарам со вас. Разговарам како обичен граѓанин што ќе збори. Што значи не сум стручен и ќе сгрешам во многу работи. Ја не глумам како моите колеги дека се стручни, а и они шлапаат и така натаму. Ја прифаќам ваши сугестии. Но, она што е факт, останува. Точно е дека не треба Јатица Канева мене да ми дава било какви документи или докази или на јавноста. Но ако постојат, јас знам кого кажувам и како кажувам. Аха, добро. Јатица Канева, ја викам. Добро. Бидејќи ме осудуваат ако ја спомнам другата особа. Зашто? Па и таа влезе во цензурата. Не и се. Добро. Така што Јатица Канева ми е другарка, ти не ја знаеш. Добро. Добро. Ми отиде мислата. За доказите беше. Доказите. Да. Нема судија. Значи, да му е брат роден на Груевски, да му ги донесе доказите било кој, и да одбие да отвори судска постапка, за најмалку 6 месеци, сега, кога сме под рефлектори на цела меѓународна, на сите институции, кој судија ќе постапи спротивно на законите? Не, за постапување. Не, тоа е моje мислење. Значи, не е отворен и затоа велам, тука е мојот сомнеш и затоа го кажувам. Немаме судски процес затоа што нема докази у моментов. Да имаа докази, ќе имавме судски процес против било кого, против било што. Судски процес имаме, Јанко, отворен. И тоа сакам да ти кажам. Пуч е судски процес. Груевски еднаш не дојде на рочиште, еднаш се разболе оној, како се вика, поротник. Сега, судскиот процес е исто од СЈО. Значи, судски процес е отворен веќе, тече постапка. Зашто другиве не се отвараат судије, треба да ги прашаме и Сврлевски. Ја мислам. И судските постапки, се сеќаваш, значи, нема ова, не е преки суд. Судските постапки да долго, мачни се, вакви работи и ќе треба многу трпение и од двете страни за ова да заврши, бидејќи јас се сеќавам, нели, ги гледаше големи судски процеси за О.Џ. Симпсон 90-ти години, колку траеше? 5, 6 години, 7 години, ако не и повеќе, додека човекот не се избори за својата невиност. Јас слушнав од Романскава специјална обвинителка дека кажа дека 10 години се бави со тие криминали. Значи, јас сум... ние сега од друга страна бараме од СЈО за една година све да направила. Не може. А во таа година имаше, да бидеме реални до крај, имаше во обструкции, имаше 6 месеци пауза од председателот на државата со амнестијава. И тоа треба да бидеме реални. Значи, мора да има трпение. Доколку се овие невини што сега се таргет на, да речеме, на СЈО, тука нема тие од што се плашат. Тие треба да бидат горди, затоа што на суд ќе рашамараат фино лепо СЈО и ќе кажат, сега не сме виновни, што правиме? И дури јас да сум на нивно место како невин, јас дури би повел и контрапостапка. Така и во право си, Многу ти благодарам, мораме да ја завршиме емисијата, тука е крајот, техниката веќе ми трепка со црвено светло. Ке повторам дека и премиерот Груевски, кога беше премиер, и самиот побара, ако има докази за негов дека е криминал,
сака да иде на суд за да си ја докаже невиноста. Ете, тоа е голема работа, по мене. Но за пуч многу го чекаме и го очекуваме тоа судење. Ама тоа судење нема да се случи пред изборите. Вака или онака. Бидејќи пред или изборите или после изборите ќе зависи од тоа какво ќе биде тогаш надворешното влијание на чадорот. А гледате дека чадорот ни го руши и уставот, а камоли утре судски процеси. Неки имаме институција наша државна во која ќе има ова да се случува. Впрочем, опозицијските медиуми и рекоа, овие судски процеси никогаш нема да завршат. Затоа ќе мора НАТО да интервенира со војска boot on the ground за да се реши проблемот овде. Ете тоа се бара. Како во Србија, овде само не со бомбардирање, туку да влезе војска овде странска, бидејќи ние не сме способни. Следниот чекор кој е? После 11 ќе биде дестабилизација на земјата, а може би и пред 11 и Македонија да биде тема на Советот за безбедност, да се каже дека Македонија деескалира, дека безбедносен ризик и дека меѓународната мора да интервенира. Goodbye Macedonија. Тоа е планот, дечки. Ете, тоа е циркузот Медрано што сега ви се случува. Некој верува, некој не верува. Секој со своето. Лека ноќ и пријатно се гледаме утре вечер. Програми наменети за целата публика. Hey, hi, hello.